меѓународната недела за подигнување на свеста за здравјето на тироидната жлезда, која што се одвива од 25 до 31 мај, е посветена на здравјето на мајките и новороденчињата. Ние се наоѓаме во клиничката болница Аџи-Бадем Систина, каде што подетално ќе зборуваме на оваа тема со докторката магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина. Докторке, најнапред ви благодарам што сте дел од утринската програма на Алфа телевизија. Кои се најчестите дилеми со кои што мајките и трудниците се соочуваат кога станува збор за пореметувањето на тироидната жлезда? Нормално секоја мајка, кога ќе дојде во контакт со лекарот на преглед, е да праша дали е се во ред со нејзиното бебе. Значи, скоро секогаш и скоро секоја мајка се става во подредена улога и бара да го чуе мислењето за нејзиното дете. Малкумина знаат дека во Македонија постои така наречена национална скрининг програма која што ги опфаќа сите новороденчиња кои што ќе се родат во нашата држава, со тоа што ние секогаш ги охрабруваме мајките дека не треба да се грижат и дека со нивното дете е се во ред доколку на тој скрининг завршила успешно и добила добри резултати. Така да, дилемите тука треба да се намалат на еден начин, бидејќи ниеден лекар нема да го отпушти детето доколку види дека нешто не е во ред со новороденчето. Треба да се знае, нажалост, дека 5% од трудниците во текот на својата бременост развиваат некакво тироидно заболување, најчесто тоа е хипотирозата, а отприлика 7% од бремените жени, па кога ќе се породат, знаат подоцна во текот на првата година да развијат некакво заболување. Нажалост се тоа големи проценти, меѓутоа па некако и сакаме да ги споменаме се со цел за да можеме повторно да ја подигнеме јавноста, да ја подигнеме свеста кај јавноста. За среќа, мал број пак новороденчиња завршуваат со некаков проблем. Тој некаков проблем е така наречената конгенитална хипотироза, односно заболување кое што се јавува кај 1 од 3 до 4 илјади порадувања. Ние не смееме никако да го заборавиме и тоа едно дете, односно бебе кое што ќе се јави со оваква промена, бидејќи и како е битно да не се пропушти заради тоа што завршува со тешки последици. Пред се тоа се последици на мозокот, а потоа и на сите останати органи. Ќе можеме да го објасниме моментот како се одвива дијагностицирањето на тироидните заболувања кај бремените жени и кај мајките и дали е тоа сигурен процес? Така. Апсолутно, диагностиката која што ни ја возможува, па скоро секоја лабораторија и поголема амбуланта, односно поликлиника, да не зборувам за центрите, односно болниците поголеми, во своето исследување на мајките, трудниците, односно и новороденчињата, тука ќе ги ставам, опфаќа една широка палета на исследувања, која што скоро секогаш започнува со една добра земена клиничка анамнеза, ние нарекуваме, односно слика од мајката, односно од трудницата. После земањето на таа анамнеза се оди кон проверка на изгледот на тироидната жлезда преку правење на ултразвучен преглед или ехосонографски преглед. Во зависност од ехосонографскиот преглед, одлучуваме понатаму од лабораторијата кои анализи ќе ги исследиме. Најчесто се тоа тироидните хормони Т3 и Т4 или добро познатиот тироксин за пациентите или тетрајодтиронинот и триодтиронинот, како и тиреостимулирачкиот хормон кој што доаѓа од хипофизата. Доколку постои сомнение на ехографскиот наод дека станува збор за автоимуно заболување, така наречениот Хашимотов тироидит, тогаш во палетата на исследување ги доставаме и тироидните антитела, тоа се антитиропероксидазните антитела и антитироглобулинските антитела. Во зависност исто така од ултрасонографскиот наод, кој што може да ни укаже дека кај пациентот постои, пациентката постои и одредено морфолошко заболување, во смисол да е појавена некаква циста или некаков нодус на тироидната жлезда, тогаш кај пациентката се предлагаат уште диагностички методи, како што е тенкоиглената биопсија, водена под ултрасонографија, и тука морам да спомнам дека постои уште една метода, наречена скен на тироидната жлезда,
која во овој период не ја работиме. Заради тоа што исследувањето е со радиоактивни материјали, а во период на бременост и на лактација постои апсолутна контраиндикација за изведување на ова скенирање. Ме прашавте дали е безбедни се и колку се сигурни. За безбедност апсолутно се безбедни и секако се сигурноста гарантира секоја лабораторија, односно болница во која што се изведуваат овие постапки. Кажете ми колку е значајна раната превенција, односно раните прегледи на тироидната жлезда кај бремените жени и воедно и по породувањето. И како битен е раниот скрининг. Ќе започнем од трудниците. Иако мотото беше минатата година за тироидна жлезда кај трудници, значи во месецот мај, сега веќе оди за мајките и децата. И како е битен заради тоа што прво за да се изреализира бременост, пред се не е потребно да имаме здрава тироидна жлезда, што значи дека ако пациентката повеќе од една година не може да остане бремена, треба секако да се присети гинекологот, односно матичниот лекар, дека треба да се провери тироидната жлезда. Доколку на наодот од испитаникот, односно од потенцијалната трудница, се види дека станува збор за лабораториски вредности каде што кажуваат кон хипо или хипертиреоза, тогаш е потребно да се започне со одредено лекување, кое што одредено лекување понатаму ќе не доведе до саканата бременост. Битно е и во текот на бременоста да се одржуваат тироидните хормони во нормални граници, особено вредноста на тиростимулирачкиот хормон, кое што во последниве неколку години, според Европската асоциација за тироидна жлезда и Светската асоциација за тироидна жлезда, даден е предлог да се одржува со вредност под 2,5, за да може да настане, а потоа и да се одржи самата бременост како што треба, за да тоа бебе кое што ќе се роди биде развиено комплетно, односно да не настане ова што пред малку го споменав, евентуално хипотироза, таа конгенитална хипотироза, која што знае да се јави кај одреден дел од новороденчињата. Исто и раната превенција и кај новороденчињата, значи националниот скрининг е посебно воведен во држави кои што се ендемски подрачја. Таква била и порано нашата држава Македонија, меѓутоа со закон веќе после 50-тите години националната агенција па кажува дека треба еден производ од исхраната кај популацијата да биде јодиран за да ендемското подрачје стане подрачје во кое што веќе нема да имаме никакви проблеми со тироидните заболувања. Кај нас одлучено е тоа да биде солта и заради тоа таа е јодирана и веќе со години ние практично немаме јоден дефицит. За разлика од другите држави кои што се уште се соочуваат со јоден дефицит. Кои се најчестите заболувања на тироидната жлезда? Постојат две групи на заболувања кои што се јавуваат кај тироидната жлезда. Тоа се групите заболувањата кои што спаѓаат во групата на морфолошки заболувања, а тоа е кога на самата тироидна жлезда, на незината структура се појавуваат одредени промени, како што се пред малку ги спомнавме, тоа се јазлите, цистите, односно чворовите кои што се повеќе познати кај пациентите. Може и да се појави така наречена струма. Тоа е исто нешто што многу често нашите пациенти го коментираат и прашуваат. Тоа е појава на зголемена тироидна жлезда. Значи нема промени на цисти или нодуси, туку целата жлезда волуменозно се наголемува. Или пак се намалува. Од друга страна, ако или хипотрофира, односно атрофира, односно е со намалени димензии. Тие заболувања спаѓаат во морфолошки заболувања. Другата група која што бара третман се заболувањата од функционален тип. Тоа се хипертирозите и хипотирозите. Значи хипертироза представува заболување каде што жлездата работи повеќе од што треба, односно создава повеќе хормони, а хипотирозата е заболување кај кој што тироидната жлезда не работи доволно добро, па бара да се надополни концентрацијата на хормони, значи однадвор, односно да се внесе тироксинот по вештачки пат. Тука влегуваат и заболувањата од автоимуна природа, тој Хашимотов тироидит,
кој што може во првата фаза да оди со хипертиреоза, а подоцна спонтано да влезе во хипотиреотична состојба. Значи, тоа се тие две групи. Во првата, каде што ги споменав во морфолошките заболувања, спаѓаат и нажалост и карциномите на тироидната жлезда. Тие ги докажуваме, тоа се повторно чворови или јазли појавени во тироидната жлезда, кои што бараат да бидат исследени со тенкоиглена биопсија водена под ултразвук и потоа да докажеме дали евентуално постојат малигни или бенигни клетки во истите. Што вели вашето искуство во последно време? Дали младите луѓе се соочуваат со вакви заболувања се почесто? Нажалост, да. Значи, некако како да ни е поместена и возрастната граница, каде што се повеќе ги гледаме младите пациенти во нашите ординации. Меѓутоа, знаете како, може би тоа и да се должи на времената диагностика. Предходно малку потешко се доаѓало до диагноза, самите пациенти и повеќе дали од страм или немарност не доаѓале, не се обраќале за помош, а сега веќе тоа го прават се почесто, а и подостапни се и лабораторијата и ехографските исследувања скоро кај секој од потенцијален пациент кој што сака да ги изведе. Докторке, кога кај вас ќе дојде пациент кој што се соочува со проблем со тироидната жлезда, кои се вашите првични или најчести совети? Значи, кога ќе започнеме со лекување кај пациентите, она што го бараме од нив е да ни веруваат. Значи, кога ние ќе кажеме дека треба да се започне со лекување, бараме да ни веруваат нас заради тоа што и ние не сакаме многу често да даваме терапија, кога веќе има потреба и кога ќе кажеме, значи дека навистина треба да се стартува со терапија. Најмногу не боли или ни е криво кога пациентите повеќе им веруваат на порталите и од она што ќе го прочитаат од искуство од еден пациент, од друг пациент или кој како кажал, а не ни веруваат целосно на нас, или пак уште пострашно стартуваат со така наречени народни лекарства, кои што мислат дека може да ги замени класичната медицина, односно фармацијата. И тука секогаш ги даваме првични се тие совети, да не се земаат народни лекарства, особено да не се земаат суплементи во вишок, оние кои што содржат јод, бидејќи ние веќе не сме јододефицитарно подрачје и јодот го имаме преку јодираната сол, значи го внесуваме во доволни количини. Тука може би е добро и пациентите да знаат дека дневната потреба на јод кој што се внесува е прилика околу 150 микрограми. Кај новороденчињата нормално дека е тоа нешто помалце, околу 90 микрограми, кај оние кои што дојат од прилика се од 90 до 110, некогаш и 130 микрограми на внес на јод, а кај доилките пак е од прилика околу 200 микрограми. Заради тоа и кај доилките некогаш кажуваме дека може да се проложи со истата суплементација која што ја земала во текот на бременоста, чисто заради тоа што таа суплементација содржи малце поголемо количество на јод во себе. Меѓутоа, во никој случај, сами од кога ние ќе поставиме диагнозата да земат нешто и да купат од аптека. И уште нешто, кај нас се уште владе она верување дека ликерот со млади оревчиња или медот со млади оревчиња ќе ја замени фармацијата, само може да се направи проблем. Така да тоа е голем извор на јод, особено кај пациенти кои што имаат хипертирози, може само да се влоши целата состојба. На почетокот, кога започна самата пандемија, бевме усогласени со ставовите, бидејќи се работи за хронични заболувања, дека овие пациенти можат малку да бидат одложени во смисол на контролите, бидејќи беше побитно да се заштитат да не се заболат, отколку нели да дојдат и да ја направат редовната контрола која што следела. Понатаму како што пандемијата напредуваше, веќе нели се зголемија и можностите, односно советите за целосна заштита, тогаш веќе ги усогласивме поставувите да се оди регуларно, значи како што се закажуваат термините, особено пациентите кои што беа оперирани од тироидни карциноми, да не се пропуштаат, односно ако можат навремено да се примат терапија која што им е потребна. На жал, кај пациентите кои што го прележуваа ковидот, доаѓаше до влошување на тироидната жлезда, како и на сите органи кај кои што влијаеше ковидот,
исто влијаеше на тироидната жлезда, не веднаш, туку после неколку недели преку појава на така наречени акутни воспаленија, односно субакутни воспаленија на тироидната жлезда, односно субакутниот тироидит. За среќа, оваа заболување не бара некаков посебен третман, туку бара третман како и било кое воспалување на горнореспираторните органи кои ќе се појави, односно најчесто го третиравме и се уште го третиравме само со антипиретици, аналгетици или лекарство од групата на нестероидните антиинфламаторни лекови. И последното прашање, но не е помалку важно, можеби и најактуелното, дали овие пациенти треба да се вакцинираат против COVID-19? Апсолутно. Повторно ќе кажам, усогласени и со препорака од Европската асоциација за тироидна жлезда и од Светската асоциација дека пациентите кои што имаат тироидни заболувања треба да се вакцинираат против COVID-19. Дури Европската асоциација пробува да наметне и да каже дека тие треба да бидат и во приоритетна група за вакцинирање. Меѓутоа, со оглед дека во првите месеци се соочивме со недостаток на вакцини, сепак, како што си доаѓа редот сега, така треба да бидат повикувани и овие пациенти. Важи препораката сите пациенти кои што имаат било какво заболување со тироидната жлезда и се на терапија за тироидната жлезда, дали е тоа хипертироза, дали е хипотироза, дали е некое автоимуно заболување, особено тие пациенти се интересираат со Хашимотов тироидит, можат слободно да се вакцинираат и да се вакцинираат со првата достапна вакцина. Значи, не треба да се двоумат која вакцина ќе ја добијат, туку првата достапна вакцина да биде аплицирана кај овие пациенти. Докторке, ви благодарам за одстапеното време, благодарам за преубавиот разговор и за сите совети кои што ни ги споделите.